Колега Димитър, барањето за смена на републичкиот јавен обвинител не е оправдано во услови кога се уште е на сила членот 8 од изборниот закон и кога колегата Талат Џафери донесе одлука за распишување на локалните избори. Ние сме пратеници и никој од нас не е над уставот. Затоа потребно е да се избориме за почитување на законот и на достоинството на јавниот обвинител, кој некој упорно сака да го погази и да му наштети. Наместо да се посветиме на локалните избори и да им понудиме на граѓаните успешни решенија, ние сме принудени да водиме расправа за незаконско сменување на јавниот обвинител господинот Марко Зврљевски. А постојат и уште поинтересни настани кои се случуваат и ќе се случуваат во Република Македонија, например, мигрантите и нивното сместување. Морам да кажем, во Источна Македонија, во Струмица, Баландово, Гевгелија, Дојран, ќе бидат преку 20.000 мигранти сместени. Исто така, ова дебата денеска нема да го прекрие и секојдневното задолжување на македонските граѓани, колега Стевананџиев. Секојдневно, колега Димитар, се топат и девизните резерви. Средства од издадената обврзница веќе се потрошени. Граѓаните на Република Македонија имаат право да знаат каде се трошат народните пари. Граѓаните на Република Македонија имаат право да знаат зошто се гази законот за избори, кој точно предвидува кога постои основа за смена на еден јавен обвинител. Тој датум ниту денес, ниту утре, ниту пак до петок, како што некој се надева. Затоа мора да ставиме стоп на предлогот за смена на јавниот обвинител господинот Марко Зврљевски и да се фокусираме кон годливите проблеми на нашите граѓани. Колега Димитар Стевананџија, затоа што никој од нас овде, пратениците, не е надлежен да ги решава проблемите на нашите граѓани. Добро.